Radio Skopje, Radio Teatър за деца. Бранко Хрибар. Бум, бум, трас и готово. Jedan den ili jedna godina krušova fidanka izrasna do pokривот. Jedan den ili jedna godina i neboto se sineješe, i pokривот se crveneješe, i krušovata fidanka se zeleneješe. A ti si od vtrevjevo zeleni senki. A krušovata fidanka sama za sebe nešto si šuškaše. Jedan den ili jedna godina ke porazneš prekrasno. Ke porasneš i ke doznaješ da li poveke mu trebaš na ladot, na pokrivot ili na sinoto nebo. Jedan den ili jedna godina, kога ke dojdeš tu kada legneš, ke rečeš: ej, kolku prekrasno porasnav mi site. Jedinstveno, krušata ke bude stara i ke treba da se seče. Не знам што сум сгрешил. Молам тоа да се разгледа. Не се чувствам виновен ако сум лав, не сум виновен поради тоа. Мене вие ми се заканувате, ве молам. Страв ми е. Ке барам надомест за претрпен страв, ако така продолжите, ве молам. Страв ми е. Јас веќе немам ни свој мир. Јас сум лав, а овде нешто се шушка. Овде владее намуртеност, притаеност на мислите. До кога вака ќе се однесувате пред еден лав? Јас не можам повеќе, мислам дека тоа веќе го реков. Толку ми е страв, ако веќе така мора да биде, ве молам да се земе предвид дека досега не сум накажуван. Ве молам, земете предвид и тоа дека ми се спие, дека толку многу ми се спие. Сине, пушти го лавот нека спие. Зошто сине се загледа во лавот на мајка? Се сеќавам на нешто. Се сеќавам кога бев мал. Тогаш ме касна мајмунката. Таа си играше додека циганинот удираше во тапанот. Јас имав грозд и го зобев, а мајмунката танцуваше. Одеднаш престана и го посека гроздот. И јас тоа го сватив дека секој треба да дели ако има со кого. И го подадов гроздот. А мајмунката така испадна не го сакаше гроздот. Туку ме касна за раката. Ги заби своите заби во мојата надлактица. И тој час настана збрка и лекање, како да сме во војна, а не на улица пред куќи. Тогаш мајмунката и циганинот ги одведоа на сослушување. И никогаш повеќе не дојдоа мајмунки во нашиот град. Од тогаш се една. Затоа еднаш лавот ќе го суреда. Не можеш сега да го истуриш бесот на недолжно животно заради една обична стара мајмунка. Охо, како да е работата само во таа мајмунка. А оној шарпланинец? Шарпланинецот. Кај соседот тој растеше како врба во вода. Секоја недела стануваше се поголем, како тесто. А беше така мижурлав, мек и неспретен пролета кога го доведоа во соседството. И тоа беше одамна, синко. Не смееше да му придеш. Па и не му придов веднаш пролета, туку дури есента, кога кај соседите имаше славје. Тогаш тие ми дадоа колач и со него излего во дворот. Колачот треба да се подели кога има со кого. Тогаш видов како шарпанинецот мафта со опашката. И веднаш му придов за да го поделиме колачот. А тој гад ми ги скина ракавите на капот. Среќа е што беше врзан за синџирот, па не можеше да ти дофтаса до панталоните за задникот. Не треба да се приоѓа на шарпланинец кој за прв пат намирисува свежа крв. Требаше да ми го кажеш тоа навреме, мамо. Па ти изборувавме секој ден. Секој ден не ме интересираат тие работи.
Многу повеќе ме интересира ноќе. Ноќе кога останував сам во својата соба, в мрак. Од време на време од улицата се креваа светли траги во собата по таванот. А понекогаш поминува и црни сенки по него. Сенките на минувачите под светилката на улицата. Да, тато, тоа подоцна и јас го сватив. Но тогаш тоа беа некои сосема други нешта. Сето тоа треба да се застрела. Бум, бум, паф и готово. Кога ќе бидам голем, ќе делам само со оние кои мене ќе ми дадат нешто за делба. А пред делбата ќе касам. Тоа никогаш повеќе да не го кажеш, синко. Така не зборуваат добро воспитаните деца. Најпрвин ќе ја касна Мана. Таа постојано би делела нешто со мене. Не, синко. Додека пораснеш, повеќе пати ќе се предомислуваш. Уште многу појадоци, ручеци, вечери и родендени ќе поминат додека пораснеш голем. А најдобро ќе пораснеш ако сега убаво си заспиеш и ако сонуваш нешто убаво. Ете така. Беше еден мачор. Беше една глуварка. Беше еден облак. Еве така. Беше секо. А сега е тивко и се спие сладко. Во мојата улица некакво дрво има најдраго за нас, качувалците. На дрво некое крошната му е до небото. Еј, какво срце треба да се има и вештина како верверица, за да може од плочникот на улицата до вршките да се дојде и да се посматра небото очи во очи. Очи во очи. Тато, кога ќе ме научиш да подсвирнувам? Тоа секој сам го научува. Погледни ги птиците. Врапчето дживка, косот подсвирну. Секој своето си го знае. Подобре да научиш убаво да пееш. Кога си на високо, тогаш најмногу ти одговара песната. Тато, зашто улиците се толку тенки, а куќите толку малечки? Затоа што ние сега сме искачени на брегот. А од брегот секогаш изгледа така. А од облаците? Што од облаците? Помалечки ли се кога се посматраат од облаците? Од облаците не се гледа ништо. Но за облаците видов еден авион. Воен, мал. Тој за мене е мал и јас сум за него мал. Како тоа? Како тоа? Затоа што сте далеко еден од друг. Но ти ми изгледаш голем, а јас тебе ти изгледам малечок. Како тоа? Па како тоа? Ти ќе пораснеш, уште поголем од мене. А далеко ли сум ти јас кога веќе ти изгледам така малечок? И толку ли си ми близко кога ми изгледаш така голем? Тоа е заради годините. И јас му бев малечок на татко ми. Тебе, тигре, вака ќе те. Гледај. Бум, бум, трас и готово. Зошто баш мене? Што сум сгрешил? Зашто сакаш да делиш со мене целата прашума? А кој ти вели? Избор за тоа. Молчи, гледам јас. Но знај, јас сум овде господар и не делам со никого. А најмалку со еден крвожеден тигар. Но не сум јас.
ti se kolunam, ne su. Da знаеш само како гаѓам. И... Strah mi je, jaz ponoće ne možem. Ti postojno mi se zakanuvaš. Затоа што си крвожеден. Jaz sam sasvim dobrodušen tigar. Evo, gledaj kako mi se pitomi i ostri zavlja. Со njih ne bi potputil nikogo. Не можеш да ме излажеш. Еве, сега ќе ти покажам јас тебе добро. Milost, аз те молам, смилуй се. Си меки питом, а? А кога ги демнеш од пусија недолжните животни, тоа што се други приказни. Знаеш ли ти крвопио? Milost! Пак го мачиш мачето. Веднаш да го пуштиш. Веќе не знам што да правам со тебе. Чекај само додека да дојде татко ти. Мамо, знаеш ли зошто тате отиде во војна? Мораше затоа. А зошто мораш? Сите мораат некаде да одат. А каде е таа војна? Секаде, сите поулавеле. Но кај нас не се гледа. Сполај му на Господа. За сега е далеку. Значи уште е малечка војната. Што се преправаш лаву дека спиеш? Мислиш, не гледам на кај се подготвуваш? Се готвам да спијам. Пусти ме да спијам. Гледам јас добро за каде се подготвуваш. Се подготвуваш да скокнеш, нели? Ма зар не гледаш дека немам нозе? Немаш затоа што се подготвуваш да ми скокнеш. Јас знам таа лавовска лукавост. Подобро отколку ти што мислиш. Но знај, мене не можеш да ме излажеш. Ако ме дебнеш ти, ќе те дебнам и јас. И да знаеш, штом ќе се помрднеш, јас сум тука. Ќе клекнам на колена, еве вака, пушката ќе ставам на рамото и гледаш ли, а? Се плашиш ли? Да знаеш само колку многу се плашам. Сега убаво ќе ти покажам лаво. Еве вака. Бум, трас. Немој молам, голем ловец. Те молам, да знаеш уште што можам да ти сторам со овој ловечки нож. Те молам, синко. Синко, остави ги веднаш тие ножици. Леле, уште и гобленот ќе ми го упропастиш пред да го извезам. Гледај го ти него. Колку пати ќе ти зборувам дека ножиците не се за деца. И зошто уште ми се моташ низ куќава? Што правиш тука, кога деновите уште се убави? Хајде, убаво и надвор, на воздух. Оди на сонце. Играј се надвор како другите деца. Зошто ти не сакаш да си играш со мене? Затоа. Зошто затоа? Затоа што не си девојче. Вие, момчињата, сите сте некакви ловци, војувачи и не сте за игра. Се пофаќате, разместувате, кинете, кршите и згоре на тоа се смеете. Ние не се плашиме, затоа е така. Вие само се правите храбри. И ти? Мене ме касна мајмунката. Еве, гледаш ли? Овде има белези од забит. За случајот со твојата мајмунка веќе пеат и врапците на гранките во градот. Врапците не пеат, туку дживкаат. Тоа го знае секоја страчка. Страчките не се знаечки, туку кравли. Страчките ги убиваат ловците. Бум, трас и готово. А јас кога бев малечка возев ромобил. Па што ако? И ти налетав јас во паркот на еден джбун. И еден посечен чкор ми помина, еве овде, низ ногава над коленото. Еве, гледаш ли? Потоа бев цел месец дома и не можев да одам. Еве, и сега имам беле, гледаш ли? Но кај мене уште се познаваат забите на мајмунката. Кај мене се гледаат по големи белеси. Друго се забија, друго е обичен потечен шкор. А мене иша планинско куче ме касна. Лажеш. Каде? Не ти покажувам. Не ми покажуваш зашто немаш. Ако баш сакаш да знаеш, ме укаса по панталоните. Ево овде, одзади. Наеднаш, место некоја бреза, видов лик на мила принцеза.
Лик или сенки не знам веќе. Може би е само подсетување на некакво лисје нежно, на некакви нежни сказни за зелени тревки во свилени фустанчиња, на некои дами што зборуваа со нас. Што вистински се крие во деновите, а што се случува во ноќите кога во соништата го гледаме блесокот на денот, со затворени очи. Волчко, ме стануваш сомнителен во последно време. Јас? Зошто токму јас? Јас сум најобичен ненахранет волк. Ти ненахранет. А зошто тогаш ја нема Ана толку долго? Не сум ја видел цела вечност. Ајде, признај, веднаш. Немам врска. Не сум ја изел. Тоа веднаш ќе го провериме. Да не си поуловел? Не плаши ме, се предаваме. Признавам. Не боцкаме со тој нож. Сега ќе те избодам по мевот. А потоа за секогаш ќе оставиш на спокојство. Го гледаш ли ти овој ловечки нож? Зошто, синко, се чепадиш толку пред огледалово со тој чешел? Постојано стоиш пред огледалово и се чешлаш како да си станал девојче, со што си се намирисала? Мама, можам ли да си играм пред куќ? Зошто токму пред куќи, што ти текна сега наеднаш? Зар веќе не ти е добар дворот? На улицата има сонце. Добро. Но пред да се заиграш, појди до продавницата. Да купиш зејтин, шекер, сол, чај и уште некои други дребули. Чувај ги парите, еве. Ке запомниш ли? Зејтин, шекер, сол, чај, уште 27 други дребули. И немој да се заиграш патем. Брзо да се вратиш. Побрзо отколку што ќе појдеш. Зејтин, чај, сол, зејтин, чај, сол, зејтин, чај, сол, зејтин, чај, сол. Зејтин, чај, кога не си момче, зејтин. Ти сигурно стоиш само пред огледало и се чешлаш, зејтин. Ја што да си играме? Нешто? Зејтин, чај, сол. Морам првин во продавницата. Зејтин, чај, сол, зејтин, чај, сол. Сакаш ли да ме причекаш, зејтин, чај, сол? Ако попречиш. Трчам, гледаш ли? Трчам. Побрзо ќе се вратам отколку што ќе појдам. Трчам. Што сакаш, момче? Јас трчам. Јас па ова... Па носиш шише. Сигурно ти е за зејтин. Да, зејтин. Добро, повели. Еве ти зејтин. Но колку што гледам имаш повеќе пари, сигурно ти треба и нешто друго. Да. Па тогаш кажи ми што ти треба. Ајде, спомни си ако можеш. Не можам. Вакви загубени деца како што се денешниве, уште не видел светов. Зошто вчера не сакаше да си играш? Сакав, како не. Само немав доволно време. Зар ти треба време за играње? Повеќе нема никогаш да те повикам, а не пак да си играм со тебе. Ќе сакаш ли бар денеска? Денеска некако може. Но ако најдеш време. Денеска имам толку време, што би можел да отпатувам до небот и да се вратам. Кога мајка ми е со лавот, тогаш имам време колку што сакаш. Што? Со каков лав е мајка ти? Со оној од незиниот гомблен. Мама на платно везе лав. Ќе го стави во рамка надзид. Имаме веќе полна куќа, на сите зидови. Лавови? Не, сешта. Секогаш кога тато ќе отиде во војна, мама прави гоблен. А мајка ми и татко ми пак отидоа да бараат нов стан. Овој ни е мал, зашто си чекаме братче. А каде ти е братчето? Го нема уште, но ќе дојде. Така ми рече мама. Знаеш, кога мама и тато ќе најдат нов стан, и потоа кога ќе помине уште малку време, тогаш ќе се преселиме. И уште малку па ќе дојде. Мора првин малку да порасне. Тоа ти како свирка на врба. А јас до тогаш толку ќе пораснам, што ќе бидам повисок и од татко ми. Лажеш.
Прашај го татко ми. Тој ми рече дека ќе пораснам толку голем. А мене мама ми рече дека ќе пораснам и ќе носам високи топуци. Зашто ти се топуци кога носиш плетенки? Смешно. Малечката Ана со плетенки и со топуци. А ти пак како да си многу голем. Тебе може само да се причинува дека сум мал. Зашто сум ти далеко. Јас бев далеко таму горе на брегон. И видов колку е малечок нашиот град. Не е малечок, лажеш. Кога ти кажувам, верувај ми. И куќите се малечки. И улиците и реката. Како наслика. Да имаш време, можам да те поведам таму. Ама таму е баба Рога. Тоа се приказни за мали деца. Јас бев горе и нема ништо. Да, она што се црне е таму на брегон. Тоа ти е обично дрво што се наоѓа во дол. Огромно е. Татко ми го покажа за да видам колку е големо. И брегот е голем. Брегот не е голем. Од овдека не е зашто е далеко. Треба 2 часа да се пешачи догоре. Друга работа е ако се плашиш да појдеш со мене. Јас да се плашам. Да, од баба Рога. Обично дрво. Облаците. Блиску ли се таму горе? Можеш и со рака да си ги допреш. Но за нив нема ништо. Сигурен ли си? Ајде да појдеме и да видиме. Што? Се плашиш ли, а? Не. Јас знам и да си свиркам. Што не свиркаш кога знаеш? Зашто сум уморен. Кога ќе стасаме горе, тогаш ќе чуеш. И не сакам. Зошто? Затоа што нема да стасаме горе. Не одам повеќе понатаму. Уморна сум. Ма сигурно не е ни вистина дека облаците се толку близо. Кога бев со татко ми, тогаш беа близо. Од овдека ништо не се гледа. Само шума на сите страни. Само ти се причинува дека е шума. Зашто си близо. И затоа што сме малечки. Инаку тоа е Костенова гора. Малечка гора. Се плашам. Дојде баба Рога. Се плашам. Ама каква баба Рога? Што има да се плашиш кога си со мене? Дојде. Гледај. Не. Тоа дојде некоја старица и што? Не. Престани да се тресеш. Престани. Што можам кога толку многу се плашам? Што? Еве глед. Добар ден, господјо. Добар ден. Добар ден, деца. Што ви е вака по брегов? Костените ли ве примамуваат, а? Да. Јас пак, набрав малку печурки и глогушен малку собрав. И ние ќе си собереме малку костен. А ти, девојче, зошто трепериш? Не е умно што толку гола си пошла наваму. Можеш да настинеш, керкичке. Немој многу да се задржувате горе. Ќе собереме само малку костен и веднаш ќе се вратиме. Горе многу заладува кога сонцето ќе зајде. Добро. Благодариме. Какви се овие денешни деца сами. Гледај сега. Поинаку си замислував. Поинаку. Зар не гледаш дека уште малку сме до небото? Колку е се ситно долу. Тоа е тоа. А каде се нашите куќи? Таму долу негде. Гледаш ли? Не се гледаат зашто сме многу малечки. Не ми се допаѓаат кога се толку малечки. Ана, татко ми знае да свири со тревки. Ми свиреше. А татко ми пак знае да направи свирче од врба. Ми студи. Гледаш. Сега и ние сме веќе големи. Кога градот е така малечок. Каде се облаците? Ги нема што можеме. Убаво и без нив. Гледај колку е големо сонцето. И ниско, и црвено. А она што блеска, тоа реката ли? Смешна е како на маминиот гоблен. Гледај, во долон дрво.
Вистина. Колку е широко и високо. Гледаш ли дека се е убаво овде? Нели се е убаво, Ана? Не знам. Но да си го имам сега мојот велосипед, не би те пуштила да потрчнуваш по мене. Туку би ти дозволила да се возиш на него колку што сакаш. И мене ми е многу убаво овде. Мене ми е студено. Зашто предолго седиме на треват? Затоа. И затоа што овде на врвот, штом сонцето ќе зајде веднаш заладува. Но мене ми е многу студено. Седно зошто? Подај ми раката па ќе се стрчаме надолу. Ти си како малечка жаба. Жаба? Раце, ти си како на малечка жаба. Но јас сега се плашам. Од жаби ли? Од жаби. Сега ќе ги снема жабите што малку ќе те ја стиснам и гушнам раката. И штом ќе се затрчаме. Гледај, долу ги палат светилките. Гледај, како гирдан се околу градот. Се плашам. Гледај, доаѓа баба Рога. Каде? Иде, се зрне во долу. Па тоа е дрвот. Зар не го види? Не е дрво. Гледај, мене како се замиткува во црно. Тоа е од мракот. Инаку тоа е дрвото што го гледавме. Баба Рога е. Па дрвото е. Баба Рога е. Сега ќе видиш што ќе се приближиме до него. И ќе видиш дека е само дрво. Не сакам, се плашам. Не сакам. Па што дека? Иде баба Рога. Зошто се плашиш толку таа баба Рога? Ни 100 баби како таа баба Рога не ти можат ништо кога си со мене. Сите нив јас ќе ги бум, трас и готово. Еве ќе го земам овој колец и ќе видиш како ќе ја суредам. Доаѓа. Опатот, ја гледам, доаѓа. Каде? Кој сме да дојде? Па тоа е татко ми. Тато! Па ти си се смрзнала, малечка моја, студена си како жаба. А ти, малечок, соседу, што работиш со тој колец? Па што правевте горе? Па долу е веќе мрачно, кој ѓавол влегол во вас, па така без прашање појдовте од дома. И уште каде? Да не ни кажеше старицата што берела печурки? Па како можеше така, Ана, нашата мама, а и ти, мал соседу, вечер од добро ќе го играте околу некоја прачка. Тато, се врати ли? Здраво, мој малечок. Се начекали на мене, а? Тато, ја добили војната? Како секогаш, мој малечок. А каде е мајка ти? Кај шивачката. А како тоа наолку убаво време да не те најдам долу во дворот, а? Па, и ние дома имавме мала војна. Пак? Па, ја доби или ја загуби? Па, А? Пленикс. Не смеам веќе да излегувам надвор од дома. Никаде. Па тоа било нешто вистинско, а? Да. А ти, тато, како беше во твојата војна? Здодевно, малечок мој, ни тие војни не се веќе како порано. Се е поулавено. Еве, гледај. Од сите трофеи кои можеш да ги заработиш негде, го најдов само ова. Зајаче, колку е малечко и смешно. Можеш да го навиеш. Еве вака. Гледај. Гледај колку смешно подскокнува. Но, слушај ти, зајко. Навргу грдо ќе скокаш пред мене. Сега малку ќе те оставам намира, да не се плашиш. Зашто е забранет ловот, но... Но што сум ти пака јас сега виновен? Сигурно имаш поумни штетници на нишано. Јас сум обичен глодар. Оставен овде во агалот, никому не сум на пат. Гледаш? Сите се нафрлуваат на кутрите зајачиња,
Зошто токму врз мене? А срните, елените, зар тие не брстат по вашите градинки? А за козите да не зборуваме? Да, невероятно е. Невероятно е колку тој брзо расте. Да. Од една страна уште си игра со играчките, а од друга за мал да поулавам овој месец додека беше на службен пат. Сега ти мораш сето тоа да го преземеш во своји раце. Инаку веќе не може вака. Добро. Зашто јас сум немоќна. Малечката Ана доби запаление на белите дробови од тоа нивно страшно скитање по брегот. Родителите ја беа разочарани. А можеш да си замислиш како ми беше тогаш мене. Не може. Човек да полаве од овие денешни деца. Еден ден или една година, крушова фиданка израсна до црвениот покрив. Еден ден или една година и небото се синееше, и покривот се црвенееше, и крушата се зеленееше, а ти седнат во зелена трева. А крушовата фиданка нешто за себе си шушкаше. Еден ден или една година ќе пораснеш прекрасно, ќе пораснеш и ќе знаеш дали повеќе ти треба ладовина, или повеќе покрив, или небосина. Еден ден или една година, кога ќе дојдеш тука да легнеш, ќе речеш: еј, што прекрасно сите пораснавме. Да, Ана тогаш доби воспаление на белите дробови и штом оздраве, отпатува с родителите во некој друг град. Никогаш не дознав во кој, не ја видов повеќе. Денеска имам чувство како само јас да пораснав. А толку занесено си мислев дека еднаш ќе бидеме многу близу, дека ќе бидеме големи, заедно. А кога тоа бум, бум, трас и готово. Ја слушавте радио играта за деца Бум, бум, трас и готово од Бранко Хрибар. Улогите ги толкуваа Киро Ќортошев, Лилјана Георгиевска, Стево Спасовски, Димче Мешковски, Спасе Нелов, Елизабета Серафимова и Бобан Недевски. Музичко оформување Ристо Аврамовски. Тон мајстор Милан Додевски. Режија Васил К. Ќортошев.